А дали е точно дека се поздрави оние луѓе кои што таложат на задникот, на бедрата, на нозете, па и рацете, отколку тие што имаат стомачна дебелина? Да, точно е. Особено ако тоа се однесува, има два вида на стомачна дебелина. Имаме така наречена висцерална, која што го дува стомакот и го прави тврд, и всушност станува збор за масно ткиво внатре помеѓу органите, и вториот тип на масно ткиво кој што се проверува овде од страна, а тоа е ставање под кожата. Нели? Значи има Естетски страшно тоа што да, изгледа. да, значи но тие се тие два моменти. Сега, ставањето на масно ткиво висцерално да го објаснам зборот органско, внатрешно. Значи, штом кажам латински збор, сакам да го објаснам за да разберат луѓето на што мислам. Значи ставаме ли внатре, буквално во стомачната празнина, помеѓу органите, помеѓу цревата, помеѓу сите органи внатре, е просто внатре во самата стомачна празнина, меѓу органите ставање на масти. Или напред кај ументумот, каде што однапред се покриени цревата. Кога таму се собира масно ткиво, тука е многу поопасно. Зошто? Заради тоа што се смета дека тоа масно ткиво, за разлика од останатите, има капацитет и хормонски активно да биде и да се однесува како дополнителен хормонски орган дури. Го нарекуваат некои лекари кои што ја пратат таа област и кои што на тој начин дополнително ја влошува таа првична слика, ќе ве вратам кога објаснував како хормоните придонесуваат за метаболизмот и за поправањето, бидејќи таму тоа ткиво кога ќе почне да лачи хормони, уште повеќе не стимулира да се поправаме. Уште повеќе не носи во правец и таму започнува еден ефект на топка, така и еден ефект, нели, како што го викаат, топка пуштена, снежна топка ќе направи лавина на крајот. Затоа е многу различно, како што кажавте, дали е подкожно масното ткиво насекаде распределено, подеднакво, или станува збор за висцерално масно ткиво, односно масно ткиво околу органите. И тука е доста посериозна состојбата така. Затоа и циркумференцијата, велиме, медицински, или обемот, стомакот, колку е многу важен. Дури некои делови од медицината, антрополошки повеќе аспекти кои што имаат, здравјето на пациентот го мерат преку соодносот на обрачот во најголемата негова површина наспроти колковите. Така. Значи колку стомакот се проширил наспроти колковите, така и колковите генерално ако ја следиме коскената структура, тука може да има и таму масно ткиво, но плюс минус не може многу, каде што е карличниот прстен горен. Ама неколку сантиметри на тоа ако одиме кај што веќе е стомакот, таму може слободно да расте, оти нема коскена структура. И така таа комбинација која ќе земе да се направи тој сооднос, дури го поврзуваат, например, со веројатност од појава на кардиоваскуларни болести кај еден пациент или склоност за појава, вака народно да кажам, веројатност за зголемување на појава на срцев удар. Значи, колку повеќе е стомакот поголем во однос на крлицата, кај мажите особено тоа важи, толку повеќе расте ризикот од срцев удар.